Добро вечер на сите, фала ви многу што дојдовте. На ова кратко време што го организиравме вебинарот, кој што има потреба да го направам и да ви раскажам неколку работи на темава, зашто кој јас кој ако не јас може да каже неколку зборови повеќе за како се справуваш со големи кризи кои ќе дојдат, големи промени, тешки промени, со ситуации во кои што ти заминува прерано блиска особа. И знам дека многу голем број од вас имате потреба да слушнете во моментов повеќе на оваа тема и дека тоа можеби ќе ви донесе некакво олеснување. Значи, пред колку? Веќе 9 ден, пред 9 дена се случи една многу трагична ситуација во нашата држава и во Гочани во дискотеката настрада голем број млади луѓе и цела недела сите сме, значи, треснати од земја, секој се труди некако да помогне на некаков начин, да придонесе, кој донира, кој шера, за донации, кој едноставно сите прават нешто што допридонесува да изгледаме многу сплутани, многу некако во заедништво во овие денови, затоа што кој сака нека сме, какви сака нека сме, на нормален човек ова не може да му биде не може да биде равнодушен на ова и на нормален човек во никој случај не може да му биде мило кога се случи вакво нешто, така што се што се случуваше прошлата недела и што чувствувавме и се што и понатаму се случува премногу нормално и природно и беше многу убаво тоа што имаш организирано 7 дена, на жалост, и требаше. Ја до сега не памтам кај нас во Македонија да траело нешто толку долго. На жалост, мислам дека максимум 3 дена сме имале. Поправете ме ако грешам, може сум заборавила некои ситуации, меѓутоа ова стварно се требаше, поготово затоа што голем број од тие деца уште лежат во болници, не се уште дома дојдени, така што јас сакам да ви раскажам малку повеќе околу од аспект на мајндсет, што правев, како правев, кога јас однесов со мојата лична ваква ситуација и апелирав на сториње и денеска на лайв посет на Инстаграм да не ги викате со сила тука луѓето кои што се најпогодени од оваа трагедија. Тоа е директно до нивен домашен што го изгубија и што се испратија со него минатата недела, зашто тие луѓе сега не се спремни да слушнат, не им е потребно на нив ваков тип на предавање. Иако во секој случај перспективата моја можда би им помогнала, ама не сега. Не сега во никој случај, но вие што сте тука, вие ќе си го добиете тоа по кое што сте дојдени и понатаму јас секако дека ќе се потрудам во иднина и нешто друго да организирам и направам за таа страна на луѓе кои ќе бидат спремни, нели, кои ќе самите побараат помош околу тоа нешто да им се помогне, нешто повеќе да се направи во нивната ситуација. Значи, скоро сите вие знаете мојата приказна, нема потреба што да должам и да ширам. Од на своја рака имам осетено што значи hardship, што значи да се помина низ еден таков бродолом и да се излезе на другата страна, кога во 2014 година се роди нашата ќерка Јоана со многу здравствени предизвици, а во 2020 година физички го напушти овој свет и не е повеќе со нас. И таа не е замина ненадејно, значи не е дека еден ден се разбудивме и она почина и нас шок не удри, туку со месеци се, како да кажам, некако гледаше низиното заминување, но сепак тоа не го прави помалку травматичен настанот и преболувањето на моментот дека моето дете повеќе не е тука и го испратив на таков начин како што многу родители минатата недела ги испратија своите деца. И значи го знаете тој дел од приказната, знаете дека имав премногу, како да кажам, намера многу свесно да поминам низ тој момент и бидејќи знаевме дека ќе се случи со нејза, значи мојата намера беше свесно да минам низ тој момент, да бидам свесна за се што чувствувам, за целата тага, за целата болка, но да немам паника и да немам самосожалување и да немам онака некој расположението да ми оди во насока на лутина или како сега ние, како она, зошто, тука наставно да се подготвам,
го прифатам тоа што претешко се прифати, меѓутоа дека немам друг избор, да е до мене, никош немаше да се случи, нормално, да можам јас да го контролирам, меѓутоа пошто не е до мене, некако си ставив намера дека сакам да се пуштам низ тоа искуство и да едноставно да го искусам како што е. И денеска ова ќе биде, што се вика, на безбеден простор за сите вас да се изразите и болката, и тагата, и прашањата што ги имате, и затоа ќе оставам време на крајот на сесијата, кога ќе почне Q&A-то. А сега сакам да поделам со вас прво неколку принципи кои што ќе ви помогнат. Голем дел од тоа вие сигурно и ги правите, некој од вас знам со сигурност дека ги правите овие работи, меѓутоа за сите вас сега општо ќе ви се обратам и ќе ви кажам овие принципи кои што на крај ќе ви помогна да се чувствувате како да можете да превземете ситуацијата во своји раце, да почувствувате контрола во вашиот живот и да се почувствувате дека сте на стабилно тло, дека сте безбедни во моментов и дека едноставно природата на животот е таква што нема ниту цело време вака, ниту има цело време вака, туку едноставно линијата оди вака и горе и доле, и горе и доле. И природата на животот е таква што се случуваат постојано и позитивни промени и негативни промени. Сите ние сме многу спремни да ги почувствуваме убавите промени, значи многу сме спремни за нив, а сме скоро воопшто неспремни да се соочиме со негативните промени. Кои се позитивните промени во животот, кога онака завршиш образование, ќе се вработиш, ќе купиш стан, куќа, кола, ќе најдеш партнер, партнерка, ќе направите свадба, ќе се родат деца, па тие деца кои ќе ги поминуваат своите милстонови, кои ќе одиш на некои убави авантури, патувања, одмори, кој ќе добиеш напредување на работа или онака одлука си донела ќе смениш работа или ќе почнеш нешто свое, па доживуваш успех во тоа. Се убави промени кои што доаѓаат низ години и години од нашиот живот. Негативните промени се тоа што може да се случи болест кај некој во семејството или кај вас, губење на блиска особа, прерано заминување на некоја особа, може да се случи плячка во вашиот дом, може да добиете отказ од работа, може да живеете банкрот во бизнисот или пропаднат проект, раскин на врска, развод на брак, некоја природна катастрофа. Значи, колку и да се непријатни негативните промени, тие се исто дел од природата на животот. И до нашата 35-та година ќе искусиме најмалку 3 од овие негативните промени. И затоа многу е корисно да знаеме принципите кои се за односење со таквите промени животни, со цел да бидеме подготвени, со цел и колку и да ни падне тешко во моментот, нешто што се случува, да ни треба многу малку време да се вратиме во колосек и во баланс и повторно да бидеме во мир. Сара, фала ти многу што ме асистираш, гледам дека редовно ги пушташ луѓето во waiting room да влезат. Фала ти, стварно ова ми помага да се сконцентрирам на ова што прво. Вака сега. Две работи има што треба да ги правиме сите ние и кога нема криза и кога не е густо, што се вика, во нашиот живот и кога се најстандардни и најсекојдневни работите. А тоа се да се фокусираме многу и да гледаме да ги подобруваме се повеќе и повеќе нашите перформанси во категоријата на работи што ние може да ги контролираме и да вежбаме секојдневно прифаќање и ширење на нашата перспектива кон работите што се надвор од наша контрола. Погледнам секунда четат. Добро, уште некој од вас нешто не пише во однос на темава. Значи, кои работи се надвор од наша контрола? Се набрав неколку. Старење е надвор од наша контрола. Минатото, такво како што ние, на секој од нас, е надвор од наша контрола. Обликот на нашето тело или кој боди тип сте вие. Што другите зборуваат и што другите прават е тотално надвор од наша контрола.
ова посебно предизвик за луѓе што ги сакаме, кој ќе видиме дека они одат во некоја насока што нас не ни се свиѓа, и кој ќе почнеме да имаме емоции во врска со тоа и да се нервираме и да сакаме некако другачие да биде, ама тоа е надвор од наша контрола. Што друг зборува и што друг прави. Точниот резултат на нешто што можеш да го добиеш, тоа исто така е надвор од наша контрола. Океј, супер. И поставување на цели, и правење план, акции, како да се достигнат тие цели. Се тоа океј, меѓутоа крајниот резултат пак не е во наша контрола. Ние само можеме да се надеваме на најдоброто, не знаеме што ќе биде на крај. Промените во животот, позитивните, негативните промени се надвор од наша контрола. Божјата волја е надвор од наша контрола. Што другите мислат за тебе, за нас, за мене, апсолутно е надвор од наша контрола. За сите работи што се надвор од нашата контрола, вреди да трошиме енергија низ зрнце. Затоа што тука не можеме никако да влијаеме и ништо да направиме за нешто да се смени. Но има работи на кои што може да се фокусираме. Што и кого бираш да слушаш и со какви луѓе бираш да се обкружиш, тоа е во твоја контрола. Како се однесуваш кон другите, кон себе и како реагираш, какви ти се реакциите на дневно ниво, тоа е во твоја контрола. Иако понекогаш ти се чини дека апсолутно не го контролираш тој дел. Поготово кога реагираш по дефолт, кога некој ќе ти ги стисне дугмињата и ти реагираш точно на тој начин како што ти се стиснати тие дугмиња. Колку си љубезна со себе, или еве, љубезна со себе, ако снимкава отиде, ако прикачам негде ако ова го гледат и машки. Значи, колку си љубезна или љубезен со себе. Твоите граници, како ќе ги поставиш, како ќе ги негуваш, како ќе си ги заштитиш твоите лични граници, е во твоја контрола. На кој начин им даваш љубов, шириш љубов на луѓето околу тебе, тоа е во твоја контрола. Како одговараш, во смисло на how you respond, какви ти се твоите реакции, е во твоја контрола. Како го поминуваш твоето време, е апсолутно во твоја контрола. Иако пак ја кажам, може би се чини дека и времето не е во твоја контрола и дека едноставно само лета помеѓу врски, работа, деца, дом, не знам што, меѓутоа имавме еден воркшоп од 3 сати во неделата каде што ги расчистивме овие работи, дека и како има врска и е во твоја контрола начинот на кој што бираш да го поминаш времето. Исто така сакам да, покрај овие принципи што ги наброја, сакам да ви дадам неколку практични чекори што може да ги превземете уште сега. Пак ќе се вратам малку на периодот со Јоана и што си имате за мене да пиење да видам, кој што пие. Јас сега отворено за ручек, па сега имам голема чаша вода. Доста ми е. Значи, вода, добро. Океј. Значи, вака. Пак ќе се вратам малку на моментот со Јоана и со како и зошто почнам да работам на себе. Кога имаше 3,5 години, физички и однака физички гледано, во смисла што се правевме јас и мојот сопруг и луѓето што не гледаат страна, значи гледа дека се функционира на високо можно ниво на функционалност, се прави се што треба да се прави кога детето соди по болници, терапии, прегледи, термини, се води ред за нејзина исхрана и правиме се што треба дома, вежбање, активирање, анимирање со цел колку може подобро да се направи мускулатурата, специјални храни, готвење, давање, ранење, шетање надвор, носење по градинки лево десно, значи функционално се ние функционираме by the book се петка, ама внатрешно не функциониравме, барем јас не функционирав за себе. И така, стигнав до она 3-та година, веќе скоро на 4-та ќе се направи како јас се чувствувам најлоу на свет и никако не може да пробие ни една убава емоција во ни еден момент, не може да пробие на површината и тогаш ми дојде
идеја или знаење дека или перспектива дека јас треба да почнам да работам на себе. Се почна со прашањето дали јас на ова гледам правилно кој што треба. Што ако има некој друг поглед на оваа цела ситуација? Што ако не е се така престрашно јас како што си мислам и како што си го зборам самото диалог кај мене во мојата глава? Што ако има тука нешто што јас треба да научам од оваа ситуација? И од тие мисли натака едно водеше кон друго и јас наидов на некакви насоки за работа на себе. Не одев кај коуч на почеток, не знаев дека постои коуч како професија и да сум знаела не волам да имам средства да си го дозволам тоа, зашто веќе 4-5 година без работа и си почнав сама. Си почнав да си слушам подкасти, си почувствував интуитивно кои на мене ми пријат. Исто така си почнав да слушам редовно некои YouTube канали, исто така си одредив кои мене ми пријат. Ги слушав нив во време кога правам некои обрски, растрчувам некои работи, чекам негде ред, јадно сам јана негде, зашто не сум имала време да седам дома и да слушам, вака да се седнам и да си слушам. Си најдов книги што ми одговараат, ама не го правев тоа пасивно, туку целото слушање, читање, сите совети што ги најдов, ги применував. Значи, решив да ги применам, зашто интуитивно знаев дека ако само слушам, тоа е како да си пуштам по цел ден да гледам некој како вежба, прави джампинг джекови, а јас си седам во креветот дека си јадам салта на цел ден. Значи, си дадов шанса да ги правам тие некои работи кои што одма ми донесува резултат. Одма. Под одма, сакам да кажам, првиот месец. Еден месец не помина, кога јас ги видов првите резултати од работа на себе. Почна се со еден предизвик за утринска рутина, 100 пати ви ја имам раскажана, приказнала, извинете од тие што го слушат ова 6-ти пат, значи морам да им кажам на новите што сам дека. И си го памтам дури датумот 16 октомври 2018 година, беше датумот кога јас прв пат направив утринска рутина и се обрзав дека ќе го правам тоа 30 дена за да докажам дека тоа не функционира. Јас се испровоцирав слушајќи видео и добив негативни емоции после видеото, кога беше стилно кажано направиш ли утринска рутина 30 дена поред, твојот живот веќе нема да биде ист и многу твои проблеми ќе добиат решение. Се осеќав како некој да ми се смее мене во лице на тој проблем јас тоа што го имав и на таа тешкотија низ која што јас поминував и некој да ми каже па и да ти прави 30 дена утринска рутина и пуф, се ќе биде супер. Ама јас нити тогаш, нити сега не би се расправала за нешто и да дојдам и да кажам глупости, ова не функционира, а не сум ни пробала. Туку решив да пробам и да кажам фала што ми одземавте 30 дена од мојот живот глупости и да знаете во кој проблем сум и вие пазете што зборите, каква надеж ми давате на луѓето, значи више се скарав јас уште напочната. Затоа што така ми беше, тешка ми беше животната ситуација и се осеќав прилично луто цело време. Pretty much. Сега. Почнав да правам утринска рутина и на 3-тиот или 4-тиот ден тоа донесе големи резултати. Почнав да се чувствувам посмирена. Утринската рутина беше некој 20 минути, ама ја правев попладне во 5, затоа што од забајлен не можев, значи сопругото да шита работа и јас и ги фаќав работите со Јоана и кога поручав во 5 он ќе дојде и ќе си ја земе Јоана да се погушкаат малку да се бидат, тогаш јас се оде во спална и ги правев тие активности што беа вклучени во утринската рутина. И почнав ми даваат резултат на 3-тиот и 4-тиот ден, кога некако однатре ми дојде интуитивно пак како предизвик да си направам, ајде да видам ако различно изреагирам на некоја ситуација што ќе се смени. И таа вечер, значи имаше истите стандардни негативни сценарија се случуваа, со многу плачење, со неспиење и т.н. И јас не реагирав како стандардно, не се изнервирав, едноставно кажав на глас, јас ова го прифаќам. Го прифаќам тако, ја прифаќам оваа ситуација целосно, јас не можам да сменам, ајде да пробам да прифаќам наместо да и се опирам и да дам контра. И тогаш Јоана се смири, престана да плаче. И тоа ми беше знак дека сум на добар трак, значи нешто почнав добро да правам. И
го продолжив тоа и наредниот ден и понаредниот, значи не е дека она веќе никогаш не плачеше, но ова е битно за првата вечер што се случи и што она така се смири, кога јас и шепнав ова дека јас ова го прифаќам и дека нема потреба она да престане заради мене, туку ако има потреба да се испразни, дека се испразни, јас сум тука за нејза и она се смири и заспа. И тогаш мојот сопруг ме праша, уште првите денови немаше недела дена, ме вика што правиш? И јас препрашав за секој случај да видам дали на исто мислиме. И го прашав што мислиш, и он вика па така некако многу си смирена, не реагираш више исто на она, нели, незините стандардни однесувања на вечер, као сакам да знам што правиш, и јас тогаш му раскажав дека работам на себе на ваков и ваков начин, дека планирам да го правам тоа најмалку 30 дена и ги слушам тие видеа на YouTube, и он почна истото да го прави со цел да придонесеме двајцата да направиме некаква позитивно влијание на Јелана. И тие 30 дена кога завршија, немав потреба ни да препрашам понатака, да пишам коментар, а сега што се прави после 30 дена. Едноставно само си го продолжив тоа како практика и тоа остана до ден денеска. И тоа беше почетокот на мојата работа на себе и на сето тоа се надодаваше еден куп други курсеви, видеа, книги, уште различни техники што веќе не ги собираше да бидат само во утринска рутина, значи учев се повеќе и повеќе техники за работа на себе што не можев во еден ден сите да ги направам. Туку си ги правев периодично, сега тие неколку утре, тие неколку се водев по мојата интуиција, се појавува онака како коинциденци на патот што ми дава знакови, сега сврти десно, сега сврти лево, сега ова фати го, сега ова фати го. Едноставно цело време некако се чувствувам дека знам што правам и резултатот на таа работа на себе беше што после 9 месеци од тој момент, значи збориме, сум го почнала во октомври, негде до април, мај, јас сум почувствувала дека сум лудо среќна. На иста животна ситуација, апсолутно ништо, нити се подобри, нити се лоши со Јоана во моментот. Во нашата домашна ситуација ништо нити се подобри, нити се лоши. Она што се смени е мајндсетот, мојата перспектива, мислите, начинот како ги перцепирам работите, начинот на кој што престанам да се посматрам себе си како жртва, начинот на кој што видов колку голем потенцијал имам јас и сите други луѓе. Ама ова сега се однесуваше на мене, значи јас се анализирав себе си, колку голем потенцијал имам, колку никакви цели до тогаш нити сум си поставувала, нити сум си планирала, нити сум си замислила дека јас нешто можам повеќе да направам и да постигнам од таа точка кај што бев тогаш. И во тој момент некако до тој април-мај некако почнав да гледам што се е возможно и да чувствувам некоја радост, како нешто прекрасно да се случило, а уште не се случило, ама ја се чувствувам како да се случило. Значи таква нека огромна надеж ми се темели овдека и огромен оптимизам и бев способна да можам да визуализирам некоја прекрасна имина која што не беше ни приближно блиска до мене, ама јас почнав да имам многу голема верба, да знам, едноставно имам јасност, нешто добро доаѓа, појма немам што. Едно од работите што прва знаев дека ќе се смени, дека ќе се мафнам од онаа моја професија што не ја сакам воопшто, што беше, значи, финанси, економски факултет, финанси, банкинг, овона, нешто што никош не ми исполнувало и никош не сум го сакала и сум работела во такви институции само за да заработам плата и да платам сметки, зашто тоа е мојата диплома и јас тоа треба да го работам. Прво нешто што добив интуиција кога почнав вака да работам на себе, тие 8-9 месеци беше дека ова ќе се смени. Јас ќе најдам кариерата за која што сум родена, јас ќе се најдам мојата life purpose и јас ќе работам нешто прекрасно што ќе ме исполнува, што ќе се чувствувам да едва и чекам да дојде новиот ден за да можам да работам. Друго нешто што се промени и што 100% сигурност, во што сакате ќе се кладам, што сакате ќе ви ветам, во пари сум спремна да се кладам со вас, дека секој од вас кој би почнал интензивно фокусиран и секојдневно да работи на себе, ај само што ќе го достигне до тука се ова што го кажав, мене што ми се случи. И друго нешто ќе ви се случи. А тоа ми се случи и мене. А тоа е дека во тие 7 или 8 месеци, 9, колку траеше таа моја трансформација, додека она ги промени сите стари чувства и заменја некои нови прекрасни чувства во иста
животна ситуација, ништо друго не променето. А тоа е дека целосно се свртав кон себе и целосно научив каде треба да превземам одговорност. Иако јас лично и директно воопшто не бев виновна или не сум придумала никако за ситуацијата Јоана и предизвикот Јоана и здравствените предизвици што она ги имаше, увидов низ работа на себе дека и како сум придонала со моето однесување, моите навики, мојот поглед на свет, моите принципи и моите животни вредности, де факто сум придонала за тоа какви резултати имав тогаш јас во мојот живот. Тогаш, на тие 7-8 месеци, она што ми го донесе работата на себе е целосно свртување кон себе, вака како се огледало непогрешливо да си ги видам моментите, каде прокрастинирам, на кој начин тоа ми штети, колку лоши навики имам во однос на спиење, касно легнување навечер и потоа неспособност да се разбудам на време од забајле за секаде каде што треба и да функционирам со бистра глава и да бидам одморена и спиењето да ми биде приоритет. На кој начин појма немав да поставам граници со други луѓе. На кој начин самата сум си ја снижила мојата самодоверба преку тоа што сум прифатила работи што се испод тоа што го сакам. Тоа си го сватив како самата сум се снижила својата самодоверба со тоа што јас сум им дозволила на некои луѓе да ме третираат така и така. Или јас сум дозволила за некои работи да нема граници. Или јас сум дозволила да не си кажам сама за себе, и ти вредиш и ти заслужуваш да дојдеш за тоа да конкурираш или да се бориш или да го имаш и т.н. и т.н. и т.н. До тогаш мене нигде ме немало, зашто јас главно ми било, например, како желба и цел да нема конфликти, да не влегувам во конфликти со никого, за да не влегувам во конфликти со никого, ќе се тргам на страна и фактички не знам како да си ги искомуницирам своите граници и тоа си носи данок на самодовербата. Година по година по година, на крај завршуваш со многу ниска самодоверба. Тогаш сватив дека Јоана е само една цртичка што е навистина она страшна, трагична, неубава и онака како неубава компонента во целиот тој во сите тие животни аспекти. Меѓутоа, сето друго, сама сум си јас, таа која што си се довела до тоа дереđе, да бидам незадоволна кариерно, незадоволна финансиски, не баш толку многу задоволна во тоа како ги хендламе односите меѓу мене и сопругот, незадоволна во тоа како излегуваат на крај сите други комуникации со другите луѓе, како сама сум си придонала да немам поголеми цели, поголеми амбиции, да се стремам кон нешто повеќе, затоа што не сум имала ни капацитет да развијам верба за такво нешто. Тогаш, прв пат во животов, некој ме соочи, од сите тие учители вкупно заедно што ги проучувам, што ги следат тие месеци, тие ме соочија со превземи одговорност за својот живот. Се што не ти се допаѓа, сама си се донела до оваа точка. И ајде види на кој начин можеш тоа да го менуваш. И јас, и ви го препорачувам тоа и на вас, не го сменив сето тоа одеднашка, туку сегмент по сегмент, аспект по аспект, едно по едно. И како така полека ги правев тие неинвазивни промени, затоа и се задржа, затоа и однака корен фати и до ден денеска не се променети, така се се прекинува старите шаблони на однесување. Како повеќе стекнував навика за джорналинг, ама не джорналинг од типот на сега да седнам во дневник да пишувам по 5 страни секоја вечер драг дневник што ми се случи денеска, туку джорналинг од типот на да напишам на неколку позитивни ноти, некои работи што ќе ми дадат добро се чувствувам на почетокот на денот. Например, дали вие знаете дека скоро различен ден ви имале, ако утре денот почне и вие почнете да си одите низ денот, ништо не се случува, отколку ако утре ви почне денот и првите 5 минути седнате и напишете
сите мои успеси од нова година до сега. Или сите мои успеси од лани до сега. Или сите мои позитивни страни, две точки. Наброи 10-15. Или сите работи на кои што им се радувам дека ќе се случат до декември 2025. Во наредни уште 10, колку ми остана месеци, 9, не брам. Значи, многу различен ден би имале кога 5 минути би ги напишале тие работи, отколку стануваш со бајла и се си оди во некој колосе како сите други денови и ти ова не го правиш. Зошто е важно? Зашто тоа се неколку минути, ама ти неколку минути си посветила на некоја позитива од собајле. И така правиш утре за утре, прекутре и со месеци ти почнуваш да се будиш исклучиво со позитивни мисли. И кога имаш позитивни мисли, добиваш поубави идеи. И тие идеи, значи кога доволно долго ќе ти останат во главата, почнуваат да ти прават некоја храброст, почнуваат да ти прават некој горење однатре, желба да ги оствариш. И после полека ќе се осмелиш да почнеш да ги остваруваш. И да кажеме да се насочиш кон 5 работи да ги остваруваш, еве дека ќе ти успеат да оствариш од нив 2. А 2 нели е поголем ќар од ниедна? И да не тргнеш се да оствариш колку што си тргнала, нели ако оствариш на кај 2 работи, тоа подобро од ниедна. 2 е подобро од ниедна, еве нека не се сите 5. А со текот на времето и со ако останеш упорна во ова, ќе најдеш начин како и сите 5 да ги оствариш. Тоа е, например, нешто што ми го донесе почетокот на работа на себе и негде на 8-9 месец, значи, уште појасна интуиција удри на најако. И тогаш сватив дека многу побрзо ќе растам, сватив дека прво растот нема крај. Додека сум жива, ќе бидам подложена на некаков раст. Не можеш да стагнираш и да сакаш, зашто ти еве и да решиш, да застанеш и да стагнираш, сите работи околу тебе ќе се менуваат, така што не можеш да стагнираш. Можеш да одиш назад, тоа секако можеш, ама еве да кажеме дека не си во такво некое самодеструктивно настроение, еве да кажеме дека полека на некаков начин, вака или онака, ти секако ќе одиш напред. Јас сватив дека во личниот развој може да се оди што понапред и понапред, ама сватив дека многу побрзо може да се оди. Дека не мора да биде цело време направи сама и подпри се само на себе и подпри се само на твоите способности, твојата волја да работиш на себе. Некаде свесно не ми праќаш оваа мисла, ама интуитивно ми праќаше мисла дека овие 7-8 месеци се стварно бајка, стварно прекрасно се чувствувам јас и Коки и Јоана и во многу убав некако во многу убав флоу, во многу убав најлет на работите се наоѓавме. Интуитивно знаев дека тоа нема да потрае за секогаш, зашто ништо не трае за секогаш. Значи, никогаш не може да биде само високо или само ниско. Животот оди вака, во крива линија. И знаев дека многу би ми било паметно ако си го забрзам мојот раст, затоа што зашто нема да живам 288 години. Значи, сакам што побрзо да ги достигнам тие некои делови од мојата личност, да ги развијам и да ги имам како такви со цел да уживам уште повеќе во годините живот што ми се наменети пред мене. И тоа е моментот што донесов одлука да почнам и да инвестирам во себе. Да не се подпирам само на она што само можам да го најдам, туку и да побарам луѓе што се 7-8 чекори пред мене и да им се закачам вака и дури не научам се што ме интересира таа особа, да не ја пуштам, да не се откажам, да видам што прави, дали прави групи некакви, на кој начин го пренесува своето знаење, онака и секогаш ќе најдев правиот учител на патот за како што си бев спремна. Значи, прво беше тоа една девојка од Србија, после тоа беше еден коуч од Британија, што го најдов со него, најдолго останавме еден на еден, работевме 3 години. И он ми беше коуч кога Јоана уште беше со нас, и ми беше коуч кога во 2020 година Јоана веќе не беше физички, веќе не е тука, и продолжи да ми биде коуч во најголемиот на пик и развој на мојот бизнис и клиенти и се што јас почнам понатака да правам. И самата да работам со жени на кои што им објаснувам како можат они да го прават овој личен развој конзистентно и дисциплинирано, без да се откажат и да ги достигнат целите што им се на нив битни. И после тоа најдов една друга жена и сега конечно работам со еден коуч. Имам неколку, значи за секоја област што мене ми е
потребна, некако сега наоѓам различен тип на коучеви, затоа што она еден куп други успешни луѓе наоѓам што се се уште 7-8 случаи кои пред мене дека немаат само една личност кај која се обраќаат за некои работещи се битни, туку по неколку дури. Значи и тука гледам дека и тој дел на работа на себе нема некако крај, дека се е само се продлабочува во некакви слоеви. Главном, продолжувајќи да се работам и сама, и со коучевите, и со групите во кои што одев, многу уште осознавав и многу си ја избистрував мојата перцепција и многу голема верба се развиваше во мене дека се е во ред, дека секогаш се ќе биде во ред и дека секој од нас е воден од некоја внатрешно водство, од некоја внатрешна интуиција кон постигнување на работи што некој наше повисоко јас знае дека треба да ги постигнеме. Ние сега немаме таа јасност, ама тоа наше повисоко јас ги знае тие работи и постојано ни зборува низ нашата интуиција каде треба да отидеме, каде да се обратиме, што да кажеме да, на што да кажеме не, кон кој правец да се движиме, едноставно ние ги имаме тие увиди секојдневни, вие сте ги почувствувале. Кога за нешто силно ќе почувствувате дека сакате, и тоа дека треба да го направите, кога некој нешто ќе ви каже дека можете да го направите и вие знаете во себе кога ќе добиете некој чувство на не знам, баш тоа вашата интуиција ви кажува, не требало сега ти да го направиш. И така одејќи низ тој пат за да кажеме година и пол сега, почнување на работа на себе, а Јана уште беше со нас, во една група се збореше за некои теми за љубов спрема себе. Не знам како беше предавањето, го заборавено, ама беа знам вака 50 и кусур луѓе на Zoom и додека предава женава што предава во чет, значи само вака летат коментари, летат луѓе пишуваат нешто, делат, сака да си го изразат мислењето, делат некои ресурси. Некој тоа ќе ги подели книгите Journey of Souls и Destiny of Souls од Майкл Ньютон. Јас ги нарачав на Амазон и стигнаа дома и ги прочитаа. И тие книги се од напишана страна на Майкл Ньютон, кој што веќе не е жив, он е некој доктор на науки на не знам што од Австралија и се има бавено со past life regression, цел негов живот, значи има водено со хипноза пациенти до регресија, кои што може да се сетат као на минатите животи. Не знам, значи наводно сите ние живееме повеќе животи и наводно доколку стручна лица може да наводи низ тоа, низ некоја хипноза, ние можеме да се сетиме на тие минати животи, затоа што негде во нашето битие тие спомени од прошли животи као се стојат тука, само не сме свесни за нив и не се сеќаваме. И ми беше интересна темава да читам на нејзо, онака без никаква намера посебно си ги читав книгава, каде што, тоест во двете книги он објаснува, опишува преку 60 случаи на луѓе што ги има вратено во минатите животи, кои што на база на тоа што го дознале за своите минати животи може да си објаснат денеска зашто имаат некоја пример необјаснива главоболка или цело време на иста работа се сепнуваат или не знам, такви некои ситуации. Прочитате ги книгите ако ве интересира. Ама читајќи ги тие книги некако многу добив увиди и многу добив смиреност по прашање на пример губење на живот и што се случува кога се изгуби животот и такви некои моменти и како се чувствува душата, например, кога преоѓа во тие некои канали и портали, не можам да прераскажам, значи многу длабоки работи се изначито таму што не може да се прераскажат така, затоа и ви кажа кои се книгите, па вие на вас се останува дали ќе ги побарате и некако читајќи ги тие книги добив мир кога мислам на смрт воопшто. Не знам, ета така, некако не ти остава простор за страв од тие непознати работи, од кога ќе ги прочиташ тие книги, затоа што некако ти се развива верба дека на крајот на криштата некој или нешто ни чува грб и ние не сме сами, дека не е тоа некоја страшна темница, например, кога се случи туку дека е друга некоја димензија, што нашиот човечки ум не може да разбере. Сега џабе некој да проба да ни објасни, ние не можеме да го разбереме тоа. И така, тие книги што ги прочитав, плюс додадоа на степенот на отвореност што го имав и на степенот на прифаќање што можев да го произведам од моја страна за да гледам на мојата животна ситуација како нешто што апсолутно го прифаќам како прво и второ нешто што апсолутно нема веќе да направи нити тажно, нити несреќа, едноставно
ова е моето нормално и точка. И ова дома е нашето нормално и точка. И кога поставим некоја година со лоши здравственото состојба на Јоана и ние видовме дека наскоро ќе настапи крајот, тие две книги многу придонесоа да останам смирена и трезвена низ целиот тој процес и да не се распаѓам и да не урлање и истеришење и не знам, едноставно, тој целиот тој премин го сатив како дека сега не треба да ја испратам и да ја возможам смирена средина и да верувам дека таму онака да што оди до моментот јас кој ќе се придружам, јас и да имам 85 години кој ќе се придружам, во тој дел таму времето не оди линеарно и на нејзи ќе се чини тоа како 5 минути. И тоа ми носеше многу голема утеха, дека она таму нема да се чувства дека сама со години, туку само 5 минути. И дека во таа димензија, значи времето не поминува во минути, сати, денови, месеци или дали години, туку тече на друг начин, што не можам да го објаснам. И некако си го сватив тоа како дека ако не требало да се случи, ако не требало да се случи, дека немало да се случи. Меѓутоа, се што се случило, на некој ниво требало да се случи. И затоа го сработив тоа на себе на начин на тоа да немам отпор. Имам тага за тоа, имам болка, имав тага и болка и минатата недела. Меѓутоа немам отпор, немам мисли, не требаше, можело ова да се направи, можело да се... Не можело. Се што дошло, морало да се случи на некој ниво. Или е придонесено од каков е животот падна секој нас и каква е Божјата волја, или е придонесено некакви колективни, како да кажем, енергии, делувања, колективни некои начини како се прават работите и како не се прават, и на тоа ниеден индивидуалец посебен не може да влијае. И ета, тоа е начинот како јас гледам како на се, значи не само на тоа, откако од 2020 година до сега, значи 5 години, вау. Сега станам свесна дека овој ноември ќе стане 5 години како Јоана не е тука, човече. Не ми се чини како 5. Не знам како да кажам, од една страна ми се чини како 100, од друга страна како 3 месеци. Значи стварно е многу чудно. Но што ми беше мислата ако ми избега се дистрактирав со ова 5 години. Начинот на кој што тоа сакам да кажам, дека во овие 5 години ми се случија на приватно поле, не можам да ви кажам уште колку многу бродоломи, харчипови, исто како и на вас. Значи, не драмам сега, не драмам дека јас сум the queen of, не знам, баксот. Исто и вие, да се вратите последните 5 години, кој знае што секоја од вас се случувало. И со деца, и може би сте изгубиле блиска особа, може сте победиле многу тешка болест, може би сте поминале низ развод, низ банкрот, низ пресела во друга земја. Кој знае што си на вас ви си има случувано. Исто и на мене. Ама не сите тие бродоломи, јас го носам истиот мајндсет. Прво, затоа што не престанувам да работам на себе. Никогаш. Второ, затоа што и таква ми е работата, сега работам со вас и ви помагам на вас во многу аспекти и тоа исто така нонстоп ме држи во свесност и во колосок и во благодарност и во активностите што ви викам на вас да ги правите секој ден, нив ги правам исто и јас. Но многу е полесно да се поминат сите драми што доаѓаат во животот кога носиш ваков мајндсет. Многу беше тешко порано, кога не работав на себе до пред 2018 година. До мојата 33 година беше многу тешко. Многу тешко да мислиш цело време дека си жртва, дека цело време некој нешто ти прави, дека цело време некој што ти се свети, пример на работа или негде, дека тебе никако не може да ти излезе ништо, пак сум лузер, пак ова не ми испадна. Тоа беше многу тешко. А од кај доаѓаше? Од моите мисли. И од кај ви доаѓа на вас тежината што носите од вашите мисли? Тоа што вие си го кажувате во врска со вашите животни ситуации, тоа што ви прави онака стуштено чувство на некој начин.
Така што, само да видам што нешто да немав тука во белешките што сакам да ви ги дадам. А, Сакам сега да ви оставам простор, пошто убава порција од предавање во ја зафатив со тоа да ви раскажам од А до Ш тоа што имав намера да ви го раскажам, пошто кога го закажав овој вебинар, што бајде чекате да кажеме, да изјавиме како се вика, заборив насловот, бре. Заборив насловот, значи. Како? Демет. Чекате. Че насловот беше како да станеш силна кога животот околу тебе се распаѓа и кога има толку многу парчиња што треба да си ги поткренеш. Никој од вас не ми пишал во чет додека јас бара вака, никој ми не го пишал на ваши. Не сте ферискар. Ама еве најдов. За она што се вика за снимката после која ќе оставам и за луѓе што можеба ќе гледат после месеци, да знаат на која тема денеска се собравме овдека. Ова се работите што сакам да ви кажам. И ќе отворам сега Q&A и како и минатата точно направивме, ќе приставам да снимам сега тука снимката, затоа што сакам да се чувствувате слободни да ги поставите вашите прашања и за некоја секунда ќе станеме само јас и вие и нема да имате потреба да се секирате дали некој друг ќе слушне што и како ќе кажете, а дури да слушне некојаш некој де голема работа кога не збориме за ништо забрано, за ништо страшно, значи збориме темата ни е личен раст и развој. Еа, сега ќе престанам да снимам.